Првото новороденче во Кочани се роди на 5 јануари во 8 часот, а на свет го донесе мајката Ангела Стојанова. Бебето е женско и е втората принуда во семејството на Ангела и Антонио Стојанови. Родилката и бебето ги посети градоначалникот Николчо Илиев, кој им посака здравие на бебето среќно детство, при што на среќната мајка и подари традиционален златен накит. Направивме посета на општата болница во Кочани, каде што ја посетивме мајката која што доби бебе, женско бебе, како што кажа претходните соговорници, и искористивме прилика на семејството да му искажеме искрени честитки и желби за многу успеси во годината што доаѓа и на детето исто така да му посакаме безгрижно растење и среќа и успех понатаму во животот. Исто така, ја искористив ова прилика да честитам на персоналот за успешното пораѓање и да посакам уште многу вакви породувања во 2020 година и како што слушнавме една убава вест дека ова година 2019, односно минатата година 2019 година имаме 30 на повеќе породувања отколку во споредба со 2018 година и очекувам или посакувам оваа година да се задржи таа тенденција и да биде бројката уште многу поголема. Гинекологот доктор Фонзо Јуруков објави дека породувањето било во најдобар ред, а бебето е родено со тежина од 3 кг и 200 грама и должина од 54 см. И при тоа додаде дека минатата година во општа болница Кочани имало 30 породувања повеќе од 2018 година. Се породи првото бебе во општина Кочани, женско новороденче со 3 кг 250 грама тежина и 52 см долго, во 7:50 минути. Раѓањето протече во најнормален ред, новороденчето е добро, родилката е исто така добро. Да кажеме дека ова година имаме 191 породување, со 30 повеќе од претходната година, инаку се беше во најдобар ред. Директорот на општа болница доктор Александар Серафимов се пофали со континуирано подобрување на состојбите во здравствената институција, за што зборува извршувањето на буџетот од 50% пред 2 години на 92% колку што е сега. У однос на општа болница Кочани, може да ви кажам дека сега сме веќе стабилна болница, без финансиски долгови, чак имавме некоја добивка, минимална, но некоја добивка. Градоначалникот Илиев најави дека со поддршка од Министерството за здравство, Кочани во наредниот период треба да прерасне во модерна медицинска установа во регионов со центар за физикална терапија.